Денешната епизода ќе ја стартувам со нешто што ќе го наречам блиц информации, бидејќи во меѓувреме добив неколку пораки во кои што прашуваат и македонци од таму, нешто живеат тука, веројатно имаат намера да се преселат. Ме прашувате како основни работи, какви се цените, колку чини зеленчу, каков е стандардот, какви се другите основни работи за преживување, кири и така натаму. Имав една епизода, тоа нормално дека се менува, имав една епизода со такви работи комплетно, до документација, до све, но денеска ќе пројдам, ќе прошетам низ островот и да ги задоволам одговорите, нормално со одговорите да ги задоволам вашите прашања кои што ги добив во изминативе 6-7 дена. Pasos mágicos, bailar, bailar, bailar con mi corazón, bailar, bailar, bailar con mi corazón, todos los abrazos del mundo me da. Значи, тоа ќе биде денеска епизода и плюс она што се случува стандардно интересно на островот. This is Social Network Radio Podcast. MM, the Macedonian Maltese. Entertainment. Vacancies. Week top stories. Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Igor Filevsky Show, Friday, 8 p.m. New podcast. Let's get started. Сега ќе одам со тие блиц информации што ви ги кажав претходно во најавата. Значи ќе стартувам со не можам да ги прочитам сите маркети, туку ќе одам во оној кој што е најголем, кој што ги има сите продукти и кој што е најдобар репер, бидејќи ги има најниските цени. Стандардно, кај што имате најголем промет, таму се и најниските цени. Нема да одам по гранапчињата, зашто во гранапчињата многу често цените се малце повисоки, ама тоа е инстант. Не ви се оди до маркетот, не палите возило, не одите со автобуси, туку тука под зграда си купувате. Но тоа не е репер секогаш, туку да ги видиме оние цени кај што може да набавувате буквално во некои оптимални услови за пазарење. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Сега ќе се упатам во најголемиот маркет, шопинг центар за храна, тоа е Пама и Пави, тоа е едно исто. И тој е некаков репер сепак, затоа што проста причина, ако најголемиот маркет ви покаже еден вид на цени, стандарди, тогаш може да претпоставите како е по другите мали маркети, по гранапчињата е секогаш малце поскапо. Пама беше на времето еден од поскапите, но во изминативе 3 месеци ги спушти цените. Дури Велби, кој што важеше за најскап, заедно со Гринс, зборам за маркетите во Малта, ги намалија цените. Велби воведе последниот месец некои купони, за храна ги спуштија цените и сега ќе видите еден репер како изгледат во моментов цените со сите поскапувања и со сите инфлација што има во Малта. Додека јас зборувам, слушате галама, но стандардно е ова во Малта, е на секој чекор, буквално се гради, се дупчи, се зида,
Тоа дека не ве нервира и нека не ве изненадува. Влегувам внатре. Во кратките вести ќе започнам со она што е возење. За Малта, чисто информативно за оние што ќе доаѓаат туристички, а и за оние што живеат, најдобро е да земете автомобил со автоматско менување на брзините, од проста причина што овдека сообраќајот веќе имавме на емисија конкретно за тоа посветен, го знаете, гужва насекаде и многу е тешко кога ќе возите автомобил во вакви гужви, каде што треба да менувате постојано прва, втора, трета, прва, втора. Од тие причини многу е подобро возењето со автомобил кој што има автоматско менување на брзините. Значи, ако рентате автомобил, се одлучите за такво нешто, секој пат трудете се тоа да биде автоматско менување. Бидејќи многу семафори, многу гужви, посебно во оние појаси каде што се враќаат луѓето од работа и одат на работа, и ќе ви даде тоа само дополнителна нервоза. А вака едната рака секогаш ви е слободна. On Macedonian language. И еве кога сме кај горивото, и тоа да го покажеме, дизелот 1.21, безоловниот 1.34. Така беше изминативе 7 години, така ќе биде и во наредните 3. Тоа е она ветување кое што неколку пати до сега го имам кажал, владата дека горивото нема воопшто да се качи без оглед на кризата и без оглед на војната во Украина и она што го кажуваат другите држави во рамките на Европската унија. Во Малта вака е зацементирано горивото на оваа цена. Friday 8 p.m. New podcast.
l'obertura de Xavi a la dreta per Alves, a veure Dani Alves, la sentada d'Alves, Terri amb el cap, el control de To, treu la pilota malament Essien, la regala Messi, Messi per Iniesta, xut Iniesta, gol! On Macedonian language. Сега ќе направиме една мала дигресија со едно прашање кое многу често ми го поставуваат. Како е времето за капење? Дали е добро и во ноември? Да, еве. Плажичката, например оваа Little Armir, која што е една од моите поомилени плажи, бидејќи е многу малечка, е многу чиста и е песочна. Значи, ако доаѓате во Малта, не ја прескокнувајте оваа плажа. Се наоѓа веднаш после еден огромен ресорт Рамла Бей, кој што е там позади, ама е многу пријатна, многу е фамилиарна, многу е мирна. Нема лудења, како што има по некои други плажи. Немате гужва од викања, од работи кои што мене понекогаш ме нервираат, значи тоа е оваа Армир. Сега сме почетокот на ноември. Водата е одлична за капење, јас подоцна ќе се брцнам внатре, ама знае во овој период да дувне и малку ветер. Значи, ако сте расположени за уште да си го продолжите летото, тогаш бујрум во Малта. Не е лошо за капење, дури и сега. Иако нормално, не очекувајте августовски, јулски температури. Тие се практично неподносливи. И имате многу плажички, мали плажички, кои што можете многу добро, прекрасно да си искористите во овој период од годината. Иначе температурата на водата е фантастична. Чиста, можете да видите колку е, прекрасно. Малце нетипично за ноември дека имаме гузби. Нема, ама една видов таму подоле една, што значи и од тоа сте ослободени. Не се колебајте ако можете да си го продолжите летото, како што реков. Водата е фантастична. Ода малце да попливам. Сега има и друга варијанта. Другата варијанта е Golden Bay. Golden Bay најчесто во лето јас ја препорачувам да се избегнува. Ја викам Instagram плажа, затоа што да дојдете во Малта и да не се сликате на Golden Bay, исто како да не сте дошле во Малта и да не сте посетиле ни една плажа. Instagram плажа, која што е позната најмногу по тоа што тука е снимен оној дел од филмот Троја со Бред Пит, каде што онде позади е поставен кампот кога доаѓа со Ахил, па нели го убиваат неговиот братучет, во кој што е тој влюбен, па после Ахил не сака тука да се бори и така натаму. Оваа плажа е многу убава, добре, сега е без многу туристи, ќе ви покажам подоцна малце и слика, има, не дека нема, но за време на летниот период, тука практично да нема шанси да поставите пешкир ако дојдете околу Пладне. Сега не е така. И третата варијанта, која што ја препорачувам, е веднаш зад Golden Bay, тоа е со Сингита
кафулето е едно од најубавите за мене, каде што во текот на денот имаат еден ритуал многу добар, испраќање на сонцето. Се собираат работените во Секите, има добар кафич таму, ресторан, многу локација и прават еден ритуал со гонг, каде што го испраќаат сонцето во зајди сонце. Тоа е убаво. Лошо е што има 186 скали, малце ми е тешко да се качувам и да се симнувам, но ова е добра со оглед на тоа што Мелиха во овој период е затворена. Сем ако не сакате да дојдете со автобус, бидејќи нема каде да го паркирате својот автомобил, ако дојдете со автомобил, затворена е комплетно целата улица и ќе се капите со прашината од камионите, од багерите, кои што ја поправаат тој дел од патот. Значи, да не кажам, најубавата плажа веќе од ноември е скоро затворена и веројатно ќе биде затворена до стартот на другото лето, ќе се прави патот конечно, ама сега најубавата плажа е претворена во најлоша и не ја препорачувам, избегнувајте. Значи, Голден Беј е втората варијанта, ако не ви пречи гужвичка мала, не како во летото, но ваква, која што е далеко од она што претходно го видите на Антуфиеха. Денеска ќе имам и представување на една книга, знаете, стандардно, македонски автор, македонска книга на македонски јазик напишана, што е вреди да ја имате. Овој пат вреди од неколку причини да имате книгата на Моџо Килингтон. Добитник е на една убава награда. Честито, Моџо! Божидар Божиновски, господине Божидар Божиновски, ви честитам на наградата. А оваа книга ќе биде старт на што ќе ја представам во денешната епизода. Има и нешто друго тој напишано, значи ова како за почеток, а вие пронајдете ги другите негови дела. On Macedonian language. Заврши кампот на Реал Мадрид во Малта. Имаше солидно, пристојно учество на дечиња од Малта. Некои од видеата можете да ги проверите, да ги видите низ нашите објави. А она што е интересно е и настапите на нашиот ФК Македонија. За жал. Тоа не треба да ве разочарува. За жал. Не стартуваа со победи како минатата година да прават парче низ лигата, но тоа не значи ништо. Сега конкуренцијата во првата лига е страшно голема, јака, силна и самото учество на ФК Македонија во оваа лига за мене успех. Дечки, одиме кон првите победи и се надевам дека пак на крајот ќе дојдеме некако да играме во Лигата на шампиони, но и Лига на Европа задоволува, така? А сега, останете уште малку после ова, бијќи следува аут и ин, што беше аут и ин во изминатите 7 дена. И бидете ми во добро здравје, летото овдека уште трае, викендов се очекува мало невреме, рекоа дека може да има големи бранови, голем ветар и така натаму. Лично не верувам дека тоа ќе го поремети многу овој пристап што го имаме сега. Уште се капиме, уште е прекрасно за на плажа, уште по цел ден седиме на сонце, но факт е дека денот е пократок и во теков на оваа епизода, веднаш после аутин, само ќе ви покажам и еден мал дел како изгледа стемнувањето во Малта во овој период од кога ги сменивме часовниците.
Биете ми во добро здравје, ако сакате да го доживувате летото и во ноември, ујрум! Користите ги летовите од најблиските соседни можности за дестинација, пример Солун, Малта, Ryanair, никогаш не доцни, не е како Визер и бидете сигурни дека тој лет ќе функционира и дојдете ни, ќе се видиме и ќе се дружиме уште во летна атмосфера. Како што ви реков, ќе го снимам точно до време кога се стемнува, баш кога се стемнува. Сега е 5:35 попладне, значи за наредниве 5 до 10 минути ќе биде комплетно темно. Значи ова е времето меѓу 5:30 и 5:40 веќе станува комплетен мрак во Малта. Она што е, например, заоѓање на сонцето некаде почнува околу 5:15, 5:20. Но се уште се гледа, не е целосна темница. Ова е времето каде што веќе влегуваме во ноќ. А јас наоѓам точно тоа време во автомобил и затоа немав друга можност сем вака да снимам за да ви го покажам точно моментот на комплетно заоѓање на сонцето. This is Social Network Radio Podcast. The Macedonian Maltese. Entertainment. Vacancies. Week top stories. Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Igor Filevsky Show. Friday, 8 p.m. New podcast. Let's get started.